Денеска овие одбележуваме 57 годишнината од катастрофалниот земјотрес кој што на денешен ден 1963 година се случи во нашиот град, една природна катастрофа која што одземе 1073 животи на Скопјани, меѓутоа и сруши повеќе од 80% од тогашниот стамбен фонд на градот. Меѓутоа во исто време оваа несреќа покажа една друга големина на хуманоста, друга големина на човечноста, преку 87 држави од светот, тогашните 6 социјалистички републики од Југославија, во рок многу навистина краток, најпрво одговориле со давање на хуманитарна помош кон граѓаните на Скопје, меѓутоа потоа и го издигнуваат овој град од пепелта и Скопје како феникс никнува и е еден символ на една голема светска солидарност, што веројатно се нема случајно во историјата на современата цивилизација, толку многу земји да се најдат во овој град, и тоа за нас представува и една обврска кон тие држави, и една обврска кон остатокот од светот, затоа и секогаш кога се случува такви работи, градот Скопје излегува во пресрет, меѓутоа и представува обврската дел од имињата на улиците кои што неправедно беа одземени токму на тие држави кои што помогнаа овој град да изникне таа природна катастрофа, беа одземени со некои одлуки во минатото што веќе го најавив дека ќе биде коригирано. Посакувам ова никогаш да не се повтори, или посакувам да видиме што е можно поспремни во иднина, за тоа што не можеме да ги предвидуваме природните катастрофи. Еве живееме во една природна пандемија и посакувам едноставно да она што на Скопје му се има случајно едноставно не се случи никаде во светот, а најмалку во нашиот град. Мораме да го сакаме Скопје, затоа што Скопје е нашата голема заедничка куќа, затоа што Скопје е дом, Скопје е еден непокор, Скопје е една љубов која што мислам дека сме должни како негови граѓани да осеќаме кон нашиот град. Благодарам.